Рубриката Ало А1 започнува од овој момент. Телефонските линии се отворени, свртете и споделете со нас ваш проблем, дилема или прашање. Па овде сме да ги споделите со нас и вашите позитивни искуства и ситуации. Тимот на А1 со сите своји контакти и со помош на стручни лица ќе се обиде да најде решение за вашиот проблем или пак одговор на вашето прашање. Или пак тоа можете да го направите на официјалниот мейл info.telekanal1@gmail.com или на официјалната Facebook страна Утрински полс. Исто така за сите оние кои што се уште користат пошта, односно сакат да пишуваат писма, можете тоа да го направите и со писмо адресирано до телеканал А1 за емисијата Утрински пулс на улица Никола Тесла број 4 Струмица. А во продолжение и денес ќе ви посочам неколку примери, неколку примери за тоа што се можете да отприлика, нели, да се јавите и да ни кажете што ве мачи или што е ваша дилема. Како ви се допаѓа работата на општинската администрација во местото каде што живеете? Кое е вашето мислење за инфраструктурата во општината во која што живеете? Има ли пак патиштата, имаат ли дупки или се неасфалтирани? Има ли доволно детски игралишта? Треба ли според вас да има доволно, односно повеќе културни манифестации во општината каде што живеете и безброј други прашања или дилеми од сите сфери: општество, социјала, здравство, стопанство, трговија, музика, спорт и се што ќе ви текне. Ние сме овде само за вас. Телефоните се отворени и го очекуваме вашето јавување. Споделете го вашето искуство со нас и гледачите и помогнете си. Или пак народски речено, олеснете си. А додека ги чекаме вашите јавувања, јас да ве известам повторно за денешната тема. И конечно да ви го открием името на нашиот гостин за ова утро, Александар Гошев, кој што е професор по хорна, магистар и доцент. Ке зборуваме за петото јубилејно издание на меѓународната летна, односно меѓународниот летен камп на млади музичари, кој што се одржува во Струмица оваа година, и оваа година е поддржано и финансирано од Министерството за култура. Ве подсетувам повторно дека линиите се отворени само за вас и вашите јавувања. 331-223 или 331-224. Рубриката Ало А1 е само за вас и вашите мислења, коментари и прашања. Тимот на А1 со сите своји контакти ќе се обиде да најде одговор или решение за вашиот проблем. А додека се одлучите или додека размислите што сакате да споделите со нас, слушаме музика. Во продолжение песна поздрав од тимот во режија. Mamo, kako hrijam, pol godina, mamo, ja se ne spijam. Ne znam kako, mamo, da ti kažam, nećam tebe, mamo, da te lažam. Majko će odam jabana, kasme to da si da si spečalam, pa da možam da se oženam, ergelak mamo da smenam, pa da možam da se oženam, ergelak mamo da smenam. Mila mamo, što će kažeš, nemoj tamo, sine, će se
da možem da se oženam, Ergelak mamo da smenam, pa da možem da se oženam, Ergelak mamo da smenam. Pa da možem da se oženam, Ergelak mamo da smenam, pa da možem da se oženam, Ergelak mamo da smenam. Рубриката Ало Ајден се уште трае, ги очекуваме вашите јавувања и вашите коментари. А додека се охрабрите, ќе ви прочитам интересни информации. Зголемување на еколошката свест, лоцирање на нелегалните депонии, собирање на отпадот и добивање целосна слика за состојбата со отпадот ќе овозможат алатките за мапирање што ќе служат за создавање на првиот електронски регистар за нелегален отпад во Македонија, пренесува МИА. Блаже Јосифовски, председател на граѓанската асоциација Ајде Македонија, објасни дека се работи за мобилна апликација, а граѓаните што не користат мобилна апликација ќе можат директно на веб страната www.ajdemakedonia.mk да ги внесат локациите на отпадот. Таму се наоѓаат потребните алатки за мапирање. Секој ќе може со фотографија на нелегален отпад да внесе опис, волумен и други подетални информации за сметот, пошто ќе влезе во така наречената грда мапа на Македонија, која ќе биде целосна слика за тоа каква е состојбата во моментов во нашата држава. Тие информации понатаму ќе ги користиме за време на националната акција на 3 октомври, кога заедно планираме со околу 50.000 волонтери да има чистење низ Македонија, рече Јосифовски. Тој додаде дека идејата ја произлегла од искуствата кои ги имаат повеќето невладини организации од ова област. Според него, досега најуспешни вакви акции има во Естонија и во Словенија. Никој нема идеја точно колку отпад има во Македонија. Општините имаат одредени информации, но немаат целосна слика. Само би ги предпоставувале бројките, рече Јосифовски. Според него, со работата на невладиниот сектор, општините и националните власти, состојбата е малку подобрена, но како што рече, се уште сме далеко од високата еколошка свест. Тоа може да се види и практично. Во секој дел од Македонија имаме големи количества отпад. Проблемот не е само до свеста, не достига и инфраструктура, рече Јосифовски. Заменик амбасадорот на британската амбасада во Македонија Пол Едвардс истакна дека обезбедуваат финансиска подршка за овој проект, бидејќи тој носи иновативност и амбиција, а на луѓето ќе им се овозможи да се справат со проблемот за нелегален отпад во Македонија. Марина Домазетовска од Медија Принт Македонија посочи дека иницијативата на овие млади луѓе е сериозна и апелираше сите граѓани да се вклучат активно во ова акција. Одиме со музика, па се враќаме веднаш во студиото со нашиот гостин за ова утро, господинот Александар Гошев.
sevda da mi izlezi. Tvojto uste leno mori, kostursko kutivče. Daj mi go na mene, jaz kada go otvoram. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Tvojto lice leno mori, lerisko si miče. Daj mi go na mene, jaz kada go izvedam. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Tvojta snaga leno mori, tanka en visoka je. Daj mi ja na mene, jaz kada ja pregarnam. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Назад сме во студиото, ова е делот од Утрински пулс, кога разговараме со нашиот гостин. А како што ви најавив пред малку, ќе зборуваме за меѓународен летен музички камп на млади музичари. Затоа денес со мене во студиото Александар Гошев, кој што е професор по хорна, доцент и магистар. Добро утро и добро дојдовте во Утрински пулс. Добро утро и благодарам за поканата да бидам дел од вашата утринска емисија. Поздрав за сите гледачи на телевизија А1 и навистина ми е драго што сум денеска гостин во вашата студија. И нас ни е чест. Ќе може ли малку вака подетално да ни се представите на гледачите, доколку нешто сум пропуштила? Па вака, една ретроспектива може пред се на летниот музички камп. Иначе јас сум од Турново, професор по хорна, магистар, доцент на факултетот за музичка уметност. Инаку работам во Македонската филхармонија, но сепак малце корените влечат наваму, така да се роди една лично кај мене една идеја, ја пренесов кај колегите, седнавме на маса и 2011 година отпочнавме една летна школа, односно ја крстивме летен музички камп. Така ни беше најсимпатично. Започнавме во Дојран. Првите чекори буквално бевме ентузијасти кои што не се надевавме дека нешто ќе се направи, но сепак пробавме да направиме една школа која што ќе влие, и тоа беше направена со цел, затоа што Македонија како извор на таленти за музика од сите аспекти, значи имаме еден голем број на репертуар од таленти кои што можеби не се и откриени. Тука беше најосновната идеја. Втората идеја беше да се даде еден голем допринос во образованието кај нас, односно во педагогијата која што ја работиме, затоа што насекаде во Македонија, значи тежиме кон Европската заедница, не ни е тоа приоритет, затоа што за мене лично Македонија е Европска заедница и сакавме насекаде ние кај што одиме, кај што сме во самите жири комисии, постојат, доваѓаме до една фаза каде што нашите деца секој пат освојат високи награди.
идејата беше, значи, Европа да ја донесеме во Македонија и на отварањето, кажав, беше големо задоволство на сите нас, меѓутоа, мене ми е поготово задоволство затоа што е во Струмица. Струмица има една голема традиција со дувачките инструменти и со музиката воопшто, но најмногу што ме наведе да се направи овој летен музички камп е основното училиште Боро Џони, каде што навистина функционира се како што треба, меѓутоа секој пат имаме нешто додатно и ние кога одиме во жири комисиите постојат консултантски часови каде што ние како професори разменуваме разноразни мислења да се придвижиме напред и да видиме докаде е нашата педагогија. Вака ме интересира, се надевам и на гледачите ги интересира, од каде желба точно за инструментот корна? Зашто не некој друг инструмент, него точно овој инструмент го избравте? Желба за музика имав. Уште од малите години, тоа ќе испадне малце како анегдота. Татко ми, кој сега веќе не е жив, секој пат тежеше некои сликовници, некои книги, Сутјеска, Козара во тоа време, да се купуваат за роден ден. Па тука имаше книжарница, ми се чини Просветно дело или така нешто, во Струмица и уште постои таа книжарница. Секој пат кога ќе влезам внатре, го чувствам тој момент кога влегов во нејзе. Влеговме за роден денот, за мојот роден ден да ми купи некои основни прибори, нешто, некој поклон. Меѓутоа кај мене веднаш се забележи една гитара која што стоеше горе во изложена и како љубов на прв поглед. Значи гитарата ми влезе во срцето, беше противник, се вративме дома и роденот беше расипан заради моето расположение. Меѓутоа, кога виде каква е атмосферата, следниот еден час гитарата веќе беше во Турново и отпочнав јас самостално да работам, бидејќи немаше некои услови да ме носат во Боро Џони, немам основно музичко образование, отпочнав со средно музичко образование. И овде има една анегдота, значи научив доста добро да свирам гитара. Самостално посетував разни курсеви за гитара кои што постоја во тоа време. Во Дом на Јана имаше во Боро Џони исто така и бев присутен навистина на секаде за да научам што повеќе. На една свадба, јас многу добро пеев како мал. Фамилија Џорлеви го примети мојот глас и дадо предлог за да одам на приемен испит во Скопје. Мајка ми тежнееше една друга школа, татко ми тежнееше друга школа, меѓутоа јас некако скришом се случи тоа, се договоривме да одам во Скопје, ги поднесов документите, но на пат за Скопје имаше тешка сообраќајка во раните утрински часови и јас каснев многу на приемниот испит. Тоа беше некаде околу 11 часот, а приемните се многу рано, од 8 часот почнуваат и некаде до 10 веќе завршено. Тогаш немаше интернети, немаше телефони за комуникација. Ме пречека роднините на станица, на брзина влеговме и се сеќавам влегов во една просторија кај што имаше многу професори. Јас малце не бев упатен, без обзир што моите професори, наставници кои што беа во музичкото училиште, се изменија два-тројца. Наставници вложија доста труд да го истакнат мојот талент. Навистина, од талентот не се бега, веќе сега и децава се музичари, отпочнуваат и навистина за музиката треба талент. Стасавме таму, просторијата беше тогаш се пушеше во просторијата зачадена. Да, така беше. Зачадена и првото прашање, ајде да испееш, испеав и тука немаше дилема за тоа, меѓутоа изборот на инструмент беше вака, што сакаш да студираш, ќе викам виолина. Меѓутоа тогаш имав 11 години, 12 години, така. Тоа е 84-85 година и си направи една анегдота од мене. Дете селанче дојде во Скопје, сака нешто да свири, а не ја знае процедурата како дојде. Значи, виолинот се свири од раните години. Ајде овој инструмент, овој се беше пополнето бидејќи каснев и професор еден таму, ќе свириш корна. И туба да ми даде и туба ќе свирев, затоа што желбата беше голема.
Отпочнавме така со инструментот и уште поголема анекдота беше затоа што кога дојдов во музичко, јас не знаев дека треба да одам на настава индивидуално. И малце бев од тие пострамежливите, прв пат се одвојувам од родители во Скопје, одам на исходникот и барам се, директорката ме викна после 7 дена, вика, не си одел на часови по хорна. Јас не ни знаев, ми кажу колку сат, во која просторија. Одам и еден дечко свири на еден инструмент, викам, боже, само тоа да не е. И викам, ми треба професорот Левче Трајковски. Зошто? Викам, одреден сум за хорна да свирам. Колега, здраво, ми каже, и тука малце се разочарав, меѓутоа разочарувањето премина во една голема среќа, дефицитарен инструмент, многу убав инструмент, така да еве приказната зошто јас свирам хорна. Интересна приказна е ми ова, некако од судбината не се бега. Рековте дека пеете добро. Како денес? Дали се уште пеете добро? Гласот е малце повеќе одмутиран, меѓутоа имаме еден квинтет, 5 души кои што сме 5 луѓе кои што сме собрани, Скопски дувачки квинтет кој што постои со години. И времето што го поминуваме, што во снимања, што во спремање за концерти, имаме една заедничка дружба каде што сите ги преименуваме инструментите од хорна на гитара, од обоа на хармоника. Пеењето е составен дел од нас. Може би гласот сега не е толку квалитетен, меѓутоа се уште постои голема желба, поготово за нашата изворна музика. А исто така рековте дека талентот е талент, меѓутоа колку вежбањето и на пеење и на свирење на инструментот е воведно, односно водечко за да биде да се биде квалитетен музичар. Тоа е навистина еден од потешкиот дел кај нас музичарите. Значи, за да се биде квалитетен музичар, професионален музичар, мораме да издвоиме, односно да направиме, и прашањето многу ми се допадна сега, затоа што можеби ќе се разрешат многу дилеми и кај многу родители и кај многу деца кои што се запишуваат во музичкото училиште без да ја дознат вистината како кој да го трасираат патот претходно. Значи, патот мора да се трасира, мора да ни биде јасно дека за музиката мора да постои посебен талент, буквално талент. Желбата е желба. Јас, кога би ме сослушале во образованието, би направил 3 групи на деца кои што би се запишувале во музичкото училиште, и тоа прва група кои што се екстра талентирани деца, со голем коефициент на талент за музика, деца кои што се со послаб квалитет и деца кои што навистина имаме многу кои што сакаат да свират музика, гитари, армоники и такви работи, меѓутоа навистина нема талент. Уште кога ги одредуваме во музичкото училиште, значи се гледа кои деца се талентирани, и тие деца не треба да ги отфрламе, туку треба да се направи една аматерска категорија или паралелка, каде што и тие деца ќе си го најдат своето задоволство, меѓутоа свесни дека понатаму не можат да продолжат професионално да се занимаваат со музика. Јас, кога се роди синот, јас на времето тренирав фудбал и бев многу голем меракле и мислев да го правам фудбалер. Купив преку 200 топки. Ниједна топка не ја фати, стана музичар, мислам сега одлично пее, одлично свири виолина и ќерката исто. Исто така супругата е музичар, исто така сме едно комплетно семејство со музичари, работиме во хармонија заедно работиме во хармонија. Но навистина мора да се одвои едно големо време, односно детската игра да се замени со најмалце 3-4 на почетокот часа, а подоцна и многу повеќе. За да се одржи самата кондиција, квалитетот на звукот, кондиција на инструментот, на прстите и на комплетно на техниката која што ја поседуваме со инструментот. Би се навратила за дечињето малку подоцна и за меѓународниот летен камп, меѓутоа дома кај вас спомнавте еден инструмент, пат друг, пат трет. На колку инструменти свирите и дома кој инструмент кај вас се може да се најде? Јас свирам на гитара и хорна, и пеам. Деца моментално свира се на виолина
малечката има 9 годинки, а голем е 12 години и веќе се во таа фаза, меѓутоа овие денем гледам го фаќа малце повеќе на повозрастниот мерак за старата македонска музика, каде што навистина јас би ќе уживам во сето тоа. Супругата на виолина и кога се собираме, например, цело друштво, имаме цел еден оркестар, така што слободно можеме да си направиме една голема забава. Кај вас дома сигурно е нон-стоп со музика, со песна, и кога се вежба, и кога се работи, било што, сигурно е нон-стоп со музика. Ајде сега малку да одвоиме време за меѓународниот летен камп. Најпрво, ако може да ни кажете од каде се учесниците, рековте дека е за млади музичари, кој е најмаленкото дете, како се одвива сето тоа, дали тие преценели, да, работата си е работа, меѓутоа имали дружба, како го поминувате слободното време? Одвоиме малку минути за тоа. Летниот музички камп пред малце започна, ја кажав идејата. Значи, која беше, почнавме во Дојран, почнавме со многу јас и еве сега ќе одвојам простор да ги поздравам моите почитувани колеги кои се во тимот, кои што работиме заедно. Започнавме јас и професор магистар Васо Ристов, сега редовен професор на факултетот за музичка уметност по труба. Му е преносов идејата, започнавме ние двајцата во Дојран. Условите беа фантастични и се фантастични во Дојран, меѓутоа професионалните услови не се како што треба. Значи пред се немаме клавири на располагање, ни требат 2 до 3 клавири. Нас потоа ни е потребен простор адекватен кај што децата ќе имат место и за расвирување, тоа е утринско загревање пред наставата. Она убавото е туристичкиот дел во Дојран. 2012-2011 направивме двајцата една ретроспектива на самиот, бидејќи имавме еден на самиот семинар и бидејќи имавме еден добар завршен концерт, навистина со многу публика, дојдовме до идеја да се продолжи сето тоа. Со тоа што ќе го прошириме малце составот, ни се придружи професор магистар, редовен професор на факултетот за музичка уметност по флейта, колегата Страше Темков, и отпочнавме 3 инструменти, меѓутоа имавме и идеја да направиме уште една група од дрвени инструменти и го повикавме професор магистар Иван Кочаров, редовен професор на факултетот за музичка уметност во тоа време, сега иначе пензионер. Го повикавме и работеше со групата кларинети во Струмица. Меѓутоа, некако не ни тргна со кларинетите. Струмица е еден дел, навистина не ми е јасно сето тоа. Јас сум многу радосно како карактер и се што е во прогрес во моето напредување сум заинтересиран. Од најлошото до најдоброто. И некако ни беше мачно веќе да работиме, бидејќи овде има многу кандидати кои би се пријавиле на летниот музички камп и знам која беше причината, можеби, но во Струмица не би требало да има причина, дека имаше котизација која што ние моравме да ја наплаќаме. Ова година сме покриени од Министерството за култура и најдрагиот дел ни беше кога соопштивме на студентите од Македонија дека котизација нема да плаќаат. Значи, се ослободени од котизација и навистина тоа ни беше најдрагиот дел пред се и за родителите. Ние знаеме колку би се трошковите, меѓутоа сепак и ние имавме трошкови, сами плаќавме пат, имавме тука само сместување, останатите трошкови беа се наши. 2013 си продолживме, видовме еден поголем прогрес во самиот настап на учесниците кои што ни доваѓа. Отпочнавме со Косово, Србија, Босна, од соседна Бугарија. Имавме луѓе кои што дојда од Америка, кои што се заинтересира за летниот музички камп. Ова година исто имаме нивна поддршка, минатата година доделивме инструмент кој што ни го поклонија на најдобриот учесник, инструментот хорна. Тоа е семејството Штрлевски, кои навистина сакам да ги спомнам, бидејќи и ова година финансиски не поддржаа, со тоа што финансите се усмерени кон
едно мало стипендирање на некој од нашите, подпомагање на еден од нашите студенти, поготово похорна, затоа што кај нив во семејство се случи една трагедија. Колегата наш загина во сообраќајна несреќа во Америка. Јас, како професор, бидејќи ми беше драг колега, сакав да направиме еден меморијален концерт, што го направивме. Луѓето ги поканивме, меѓутоа не изненадија со тоа што го поклонија нивниот инструмент. Ланска година дојде специјално за тоа од Америка. Ние го изгравиравме инструментот, го доделивме на најдобриот студент и навистина беше еден, за мене малце така и трогателен настан, меѓутоа нешто што се оживи и што ќе трае и понатаму таа соработка. 2015 продолжуваме 5-та јубилејна година наша. Она што ми е најважно е, ова година дојдовме во ситуација да правиме аудиција. Значи да правиме една редукција на пасивни и активни. Вчерашниот ден започнав во 10, завршив во 4:30, а треба да почнам во 6. Значи започнавме во 6, завршивме во 11 часот, значи малце пренатрупано, меѓутоа секој студент мора и ученик да си добие адекватен дел во самата настава, а работиме плюс и камерна музика, припремаме плюс концерти за летниот музички камп. Малку е напорно, меѓутоа е убава напорност, затоа што навистина даваме еден голем допринос и доваѓа деца. Например, некои деца не се адекватно ни педагошки третирани. Жал ми е што морам ова да го спомнам. Се трудиме да се движиме. Значи, ние кога одиме на меѓународни надпревари, во жири комисиите, сме малце со една доза на напнатост, може. Доаѓаат многу големи професионалци во тие комисии. Меѓутоа, не ни е срам, ако нешто не го знаеме, да го научиме. Сме комплетно со колегите, значи сме били во комисии каде што има консултантски разговори и каде што ние одиме да видиме што се случува и многу ми е драго, ни 1% не отскокнуваме од нивната педагогија, но во еден наврат ми е многу криво што нашите колеги кои што навистина соработуваме не одвојуваат време барем да дојдат на нашиот летен музички камп, да дадат еден нивни допринос со нивното присуство, да доведат уште поголем број на учесници и педагогијата да ја изравниме сите. Значи, да размениме разни мислења, да направиме еден кворум како лекарите што редовно прават, да си направиме еден симпозиум, разговори, да размениме разноразни. Ние од Македонија овде. Затоа што јас лично, може би сум грешка и 100%, меѓутоа верувам дека сум 1.000% во право. Покрај талентите, овде имаме една голема педагогија. Насекаде во светот постои квантитет и квалитетот се базира на квантитет. А ние немаме квантитет. Јас во класата имам 6 студенти, колешката во Берлин има 60 студенти, преку 200 студенти доаѓаат на аудиција, односно на приемни испити, и од 200 студенти 5 сигурно ќе има најдобри да ве направи еден добар педагог. Ние овде употребуваме разни средства, начини, педагошки, научни, буквално научни, значи не претерувам со тоа кој ќе го кажам, за нашите студенти, ако се 5, да бидат навистина, бидејќи не можеме да бираме ние кои студенти ќе бидат, доаѓаат и со низок квалитет, и со среден, и со висок, класите мора да се одржуваат, има некои класи кои што навистина имаат квантитет, меѓутоа ние што сме класи со помал квантитет, мораме, значи, од тие деца да направиме вистински уметници. Да, така е. Се надам дека до година ќе биде сето тоа остварено што ви лежи на срце, што би се рекло народски. Меѓутоа, не спомнавте како се движат годините на учесниците. Рековте дека е сепак млад музички летен камп, најмалото, па вака до колку години. Како е меѓу нив според вас, нели вие сте секој ден со нив дружбата? Најмалото има 9 години, највозрастните се некаде магистри на Факултетот за музичка уметност и многу ми е драго, тука им завршува едно школување, меѓутоа ни доаѓаат во летниот музички камп. Кажав дека почнавме со по 6 учесници во 2011, сега имаме околу 60. Значи, деца кои што ни доаѓаат,
стаса и нови 15 од соседна Бугарија. Луѓето се навистина воодушевени од пред се од самата работа што ја работиме. Вчера вашите екипи беа присутни на лице место, видеа како се работи. Децата имаат една голема дружба. Значи, постигнавме од професионален аспект, значи многу голем број учесници. Имаме од Босна, имаме од Косово, од Србија редовно. Имаме ова година требаше да ни дојдат исто ученици по тромбон. Меѓутоа со професорите кога разговаравме немаше амбиент кај нас од финансиски аспект сепак немавме амбиент, меѓутоа договорот е веќе следната година се прошируваме. Значи, она што постои во Бороџони, виолини, гудачки инструменти, дувачки инструменти, сакаме се да опфатиме за навистина сите наши школи да се движат. Централното училиште мора да прифатиме дека е во Скопје. Факултетот за музичка уметност, сега и во Штип. Меѓутоа конкурентноста, знаете, кога Велеград во прашање, помеѓу не знам кој град ова, ќе се одлучите за Њујорк или за Москва или за тие градови. Така да, значи од тој аспект имаме доста учесници, најмалиот кажавме 9 години, но од друга страна што добивме? Првата година во Дојран кога почнавме, мислевме ќе нема публика, имаше многу публика. По Струмица немаше. Имаше 7-8 луѓе кои дојде на првиот. Следната година имавме 20. Сега овој концерт имавме 7, јас ги броев лично, 70 луѓе кои и навистина се тоа луѓе кои што ја сакат музиката и кои не пратат редовно. Значи бев изненаден кога еден од публиката ни кажа дури кој е дете на кој надпревар, која награда има освоена. Браво за нив. Режи, јас овде некаде би побарала од вас ако може да се пушти атмосферата, односно што се случуваше во неделата на 23 август, кога беше официјалното отварање на овој меѓународен летен камп на млади музичари.
Назад сме во студиото. Се надевам дека уживавте во оваа прекрасна, односно овој прекрасен концерт во изведба на младите музичари кои што се во состав на летниот камп ова година, кој што се одржува во Струмица. Мој и ваш денешен гостин Александар Гошев. Па вака, господине Гошев, рековме дека ова е 5-то јубилејно издание. Што представува ова 5-то годишно издание на меѓународниот летен камп? 5-годишниот јубилеј е една макотрпна работа за нас, колегите. Во оваа прилика сакам само да ги споменам, ова година имаме и координатор. Имавме и предходните години, меѓутоа ова година се заокружи, пак ќе кажам, голема благодарност на Министерството за култура што финансиски, со мали финансии не поддржа, меѓутоа да ги решиме основните проблеми кои ги имаме од финансиски аспект. Значи голема благодарност на Министерството за култура, професор по флейта Марија Јакимовска ни е координатор во самиот камп, каде што од програмчиња до сместување на децата, до координација со концертите, настаните што ни се предвидени. Значи, тоа е дел кој што е воведен оваа година. Го воведовме оваа година со уште поголем квалитет за ние професорите да биде малку порастеретени, да не се занимаваме со организација, туку само со педагогијата. И оваа година имаме исто така наша колешка која што е одличен пианист и музички соработник, односно корепетитор, професор Весна Ангелова. Од тој аспект сме комплетирани како тим, навистина професионален тим, и 5-то јубилејно издание на летниот музички камп за мене представува нешто, резултат на една макотрпна работа која што ни беше како идеја, и мислам дека направивме едни големи чекори во однос на педагогијата, бидејќи основната цел ни беше малце да ја разбудиме педагошката фела кај нас во Македонија. Не сме од тие кои што се нагласуваме како педагози. Меѓутоа, секој пат и пред малку спомнав дека лекарите пред да влезат во сала или пред да настапи денот, секој ден имат консултации. Секоја консултација е добредојдена, секој од нас што има завршено музичка академија, магистратура, докторати, носи во себе еден посебен квалитет кој што навистина треба да го размениме. Нашите надградувања се преку семинари, концерти, камерни музицирања, оркестарски музицирања, солистички настапи, и сепак мислам дека и добрата и лошата критика треба да се стави на маса и да се размисли. Постојат професори кои што ќе ни кажат нешто, ние веднаш го разработуваме материјал, дали е добар или не, од кој аспект, зошто вака, зошто, и затоа и навистина имаме во класите големи резултати. Е 5 годишен јубилеј за нас значено нешто, но не застануваме тука. Одиме понатаму, се надевам дека до година ќе имаме уште поголем број на учесници. Она што ми е желба да едноставно покрај нас, ако дозволат финансиите, поканиме и наши колеги кои што навистина, бидејќи комуницираме преку социјалните мрежи, навистина ни дават голема поддршка од сите страни на Европа и светот, да кажем. Пред малку ви раскажав една приказка која што е навистина за мене многу значајна. Македонија и Европа сепак не е мерливо нешто, меѓутоа јас лично осетив дека сме на многу високо ниво со педагогијата. Зборам и за колегите кои се во летниот музички камп, и за мене лично, и затоа што самите ученици минатиот за отварањето направи еден фантастичен концерт. Верувајте дека тоа концертот од европски карактер и ние сите бевме воодушевени. Затоа што ги пратиме ние на сите надпревари, меѓутоа децата сега беа склоп на еден настан, кој што мислам дека и за прв пат се случи од класичен карактер во Струмица. До година планираме зголемување на групите. Значи, во планот ни е гудачки инструмент, односно отпочнуваме со виолината. Потоа ќе воведеме тромбон, веќе имаме најави, значи
групи од ученици и студенти од Белград кои што сакаат ова година да дојдат, ние не бевме малце спремни, не изненадија во последен момент што се вика и не сакавме да ризикуваме затоа што знаете прв пат кога доаѓа некој мора да му се обезбедат услови, не услови за спиње. Ова година имаме фантастични услови. Значи секоја година лутавме по хотели, некако имавме една фалинка. Ова година сите учесници бараат да бидат сместени во црквата Свети 15. Голема благодарност до отец Мите и до сите луѓе таму кои што се присутни. Вчера првиот ден осетив една толку топла атмосфера и еден од професорите што беше присутен тука, дојде на страни и секоја година закупува една за летниот музички камп доаѓа специјално и ланска година го сместивме, ова година повторно дојде и бараш исклучително Свети 15, само кажа вика кој е мир и спокојство, што на нас музичарите ни е потребно. Ќе воведеме и тромбон, значи потоа саксофон, вокална техника и она што ќе ми се исполни желбата, мојата лична, затоа што нашата традиција, нашата музика за нас е класика. Јас секој пат велам дека свириме филхармонија, свириме опера, тоа се виенски концерти, тоа се музика од старите мајстори од Италија, од Америка свириме блузови, джезови. Меѓутоа, кога ќе дојде диригент или кога одиме во некои вакви оркестри и мораме да се представиме, например, кога се мешани составите, музичарите секој пат имаат проблем со нашиот ритм. Ние можеме се да свириме во Македонија, меѓутоа ни тешко се справат со нашите неправилни ритмови, така да ќе имаме и класа на народни инструменти. Вака нешто како за крај гледам дека Реџа вели дека веќе сме при крај со времето, да ги поканеме сите, еве, вие оставам на вас да ги поканете сите кои што се заинтересирани, што ќе се случува на 27 август. Значи, еден од концертите нема да го најавам затоа што уште сме во една дилема. Имаме многу учесници, многу желба за свирење, меѓутоа не можеме и публиката да ја преоптеретиме со настапи. Значи, минатиот пат концертот траеше некако околу сат и нешто минути. Тоа беа дел од музичарите, а сега треба да направиме еден завршен концерт и на сите да им се даде прилика. Значи, може да се случи еден концерт на 26-ти, но она што ќе го најавам, 27-ми, нашиот завршен концерт, каде што ќе имаме додела на благодарници, додела на дипломите и еден настан, значи концерт кој што ќе биде заокружување на комплетната школа, на комплетниот музички камп. Ги поканувам сите заинтересирани, нема да погрешат, навистина се го најдат својот мир и спокојство со нашите инструменти, затоа што на 23-ти кога беше концертот, имаше многу публика, меѓутоа немаше ниту еден збор. Тишината беше единствено место кај што си го најде својот мир. Така да, еден апел за сите оние што сакаат да бидат до 27 да бидат малку потивки во 20 часот во Домот на културата, но сме во преговори, можеби да го направиме концертот и во црквата Свети 15, еден прекрасен амбиент кај што ќе биде. Ќе објавиме на социјалните мрежи секако, ако добиеме благослов од отец Мите, затоа што ни престојат богородичниот празник, ни престои, се одржуваат литургии, приеми во црквата, така да ќе видиме како ќе се одвиват. За сега е во фоаето во 20 часот стандардно, но ако има некои измени ќе објавиме на социјалните мрежи. Еве еден апел до сите граѓани кои што сакаат да присуствуваат на 27-ми, нека повелат, па каде и да се каде и да се одвива овој настан, односно овој концерт, ќе бидете известени, бидејќи наша екипа со сигурност ќе биде таму и ќе ве информираме дали преку социјалните мрежи или во дневникот, без разлика, секако вас почитувани гледачи ќе бидете информирани за точното време и точната локација. Господине Гошев, останува да ви се заблагодарам за учеството, за времето кое што го одвоивте ова утро.
Да ви посакам уште многу успеси како на професионален, така и на личен план, меѓутоа и уште многу меѓународни летни кампови со млади музичари. Вам ви благодарам за поканата. Ви благодарам што навистина овие денови направивте добри прилози за нашиот камп, една добра реклама. И навистина концертот кој што го снимивте ќе ви биде во траен спомен и ви го поклонувам вам. Ви благодарам уште една, задоволството е наше. А почитувани гледачи, овде некаде е крајот на ова издание на Утрински пулс. Се надевам дека бевме интересни. Еве уште еднаш ве информирам дека на 27 август ќе има концерт на младите музичари кои што се од летниот камп, па повелете, уживајте во музиката, меѓутоа бидете потивки за да можете во целост да уживате. Останете на програмата на телеканал А1, а од мене и од целата екипа ова утро на Утрински пулс пријатно.